Здраво, добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе зборува за некои својства на гените. Сега, до сега би требало да знаете дека секоја клетка во организмот го има истиот генетски материјал, го содржи, нека биде со сина боја, го содржи истиот генетски материјал како секоја друга клетка. Но во организмот знаеме дека имаме 210 различни видови клетки. Значи имаме нервни клетки, имаме нервни клетки, имаме хепатоцити, имаме епидермални клетки и така натаму и така натаму. Значи имаме многу огромен број видови на клетки, кои се сите различни. Па како се сите различни ако сите го имаат истиот генски материјал? Едноставно, значи кога започна некоја клетка, да речеме да се формира, и сега да речеме дека ќе започнеме од една стем клетка која го содржи целиот генски материјал, како од незе се добиваат овие сите различни видови клетки. Едноставно кога ќе се добијат, значи вака да ги направиме, сме добиле еден вид на клетка, сме добиле некоја четириаголна клетка и некоја триаголна клетка. И сите, нели, како што рековме, го содржат истиот генски материјал, но едноставно не е целиот експресиран подеднакво во секоја клетка. Например, во оваа клетка експресиран е само овој дел од генскиот материјал. Во оваа клетка е експресиран само овој дел. Во оваа клетка е експресиран само овој дел. Така, сите го содржат материјалот како да бидат како секоја друга, значи оваа може да биде како оваа и оваа клетка може да биде како оваа и секоја друга можна комбинација. Значи секоја од клетки содржи материјал како да биде како секоја од овие 210 видови клетки, но сепак избира да биде само една. Сега зошто избира да биде баш само таа? Тоа е веќе комплексна тематика, но се зависи од кој дел од генетскиот материјал ќе се експресира. Значи не целиот генетски материјал се експресира во секоја клетка. Тоа така да беше, тоа ќе беше тотален хаос. Значи секоја клетка правеше хемоглобин на пример. Значи секоја клетка ако правеше хемоглобин, да речеме секоја клетка прави хемоглобин, тогашка ние целите ќе бевме црвени, така ќе бевме полни со хемоглобин. Мислам, воопшто не може да работиме, ќе изумревме, ама едноставно ова е колку пример да ви кажа дека не сите гени се експресирани подеднакво во секој вид на клетка во организмот. Сега, има некои гени, значи да речеме ќе нацртаме дека ДНА ќе нацртаме, така, имаме ДНА и имаме некои гени кои седат инактивирани, ќе ставиме како прашалник, но присуство на одредени супстанции, ова може и понатаму ќе збориме за репресори, индуктори, значи во присуство на одредена супстанца се активира. Значи тој не бил активиран, ама во присуство на одредена субстанца ќе се активира. Просто објаснато како тоа работи, едноставно да речеме дека пред генот има си некоја субстанца и кога таа субстанца ќе се врзе со другата субстанца, заедно си одат како пар, да речеме дека е едната субстанца, ова е другата, ова е коцката, си одат и ова веќе тука не е, значи ова ќе се отстрани и ќе може да се активира генот. Така, значи, постојат гени, ова дали синото беше ген, кои се активираат само во присуство на некоја си субстанца, овдека бележана со виолетово, која отстранува како еден вид стоп бележникот кој стоел пред тој ген. Значи, ова нели претходно беше овдека стоеше тоа зеленото. Сега е тргнато и сега генот се активира и сега тој ген може да прави одреден протеин. Сега може да се јават вакви гени, кои всушност биле нормални гени, а се јават поради некоја си мутација и не мора да секогаш да бидат позитивни, некогаш може да бидат негативни, како кај фавизам. Значи, ева да го бележиме, фавизам. Каде што ако се внесе одредени протеини, значи се внесат протеини од виција фаба, виција фаба, каролине со L, значи се внесува некој протеин, и ако се внесе тој протеин, кај овие индивидуи ќе се јави хемолитичка анемија. Иако тие претходно биле здрави, значи кога ќе внесат протеинот од ова растение, ќе се јави одреден вид анемија. Значи, ева ќе бележиме анемија.
иако тие си биле потполно здрави индивидуи, имале таква мутација која го предизвикувала. Сега кај голем број индивидуи може да носат мутацијата и ништо не се случи, бидејќи никогаш не го внеле овој протеин во текот на својот живот, така. Не се сретнале со ова растение, не го внесле овој протеин и така да иако го имаат ова заболување, никогаш нема ни да знаат. И сега само на кратко ќе се вратиме кај тоа дека се експресираат одредени делови од генот во секоја клетка различно и тоа се променува некогаш си само со тек на време. Значи, добро, овдека беше. Овдека во првата клетка беше експресиран горниот дел, овдека во втората средниот дел и третата беше долниот дел, но каде ќе се експресира, да речеме дека имаме генетски материјал. И, например, тука имаме ова е Т, значи ова е Т како време, и овдека со жолта боја ќе прежам кај, со црвена, кај всушност се експресира. На почетокот на природ животот може да се експресира во некоја си дадена клетка, овој дел, дека да понатаму во животот се експресира овој дел. И ова доста го сретнуваме, особено кај голем број птици, како им се менува фенотипот на дворешниот изглед со тек на време. Значи, кога ќе постигнат полова зрелост, нели се јавуваат педови во различни бои, на почеток се такви само кој жолтеникави се мали, и понатаму развиваат голем број карактеристики како што стареат, им се развиваат некои коски плюс и така натаму. Тоа е зашто одредени, значи на почеток, се активиране овој само дел од генот и како што поминува време преку различни молекуларни интеракции кои нема сега да ги разгледуваме, ќе се активира овој дел од генот и ќе се јават наредни карактеристики и така натаму. Значи, сакам само да напоменам дека експресијата и се менува со тек на време, со тек на развој на организмот. Значи фенотипот се менува, односно се менува експресијата на гените во дадени клетки. Добро, сега ќе збориме за едни поеми кои се нарекуваат пенетрабилност и експресивност. И да започнеме, значи пенетрабилност всушност означува пенетрабилност на ген е фреквенцијата на единките што го имаат очекуваниот фенотип ако содржат тој ген. Значи речеме дека содржиш некој ген X, така, колку е фреквенцијата дека тој ген X ќе го даде фенотипот Y. Значи може, ако секогаш, ако го содржиш генот X, ако секогаш го имаш фенотипот Y, тоа што имаме 100% пенетрабилност. Така, ако например во некој случај го имаш генот X, но не се појавува, значи не се појавува Y, тогаш кога да речеме дека во овој случај каде што имаме една индивидуа, односно полот индивидуите се јавува фенотипот Y, кај полот индивидуите не се јавува фенотипот Y, иако го имаат истиот ген, тогаш пенетрабилноста ќе биде 50%. Значи кога збориме за пенетрабилност не збориме за една индивидуа, збориме колку фреквенцијата која се јавува во популацијата. Сега што е експресивност? Експресивност е всушност колку ќе се изрази фенотипот Y. Значи да речеме дека имаме некој си ген X и тој ген X дава фенотип Y. Сега да речеме ако Y, сега ќе го представам со мало Y, е мало, тогаш ќе имаме мала пенетрабилност, мала експресивност. Така, значи ниска експресивност. Ако Y не сега ќе го направам големо, колку за шематски да изгледа, е големо, тогаш ќе имаме голема експресивност. Едноставно, експресивноста означува колку е степенот на фенотипска изразеност на дадениот пенетрабилен ген. Сега најголем дел од гените имаат целосна пенетрабилност и експресивност, значи ако го имаш генот, го имаш и фенотипско својство за најголем дел од гените и ќе се експресира колку што е потребно. Значи нема да биде ни многу, нема да биде ни малце, него колку што е треба. Но не е така со сите гени. Сега ќе видиме некои примери за неполна пенетрабилност и променена експресивност. Првото заболување за кое ќе збориме е Ханингтонова болест, која што се карактеризира со мозочна дегенерација, односно е дегенеративно заболување, нали на почеток се губат некои моторики и со тек на време се губи паметот, но интересно е што не мора секогаш да се јави. Значи може, да речеме, имаме индивидуа А, имаме индивидуа Б, имаме индивидуа С. И сега кај сите индивидуи да речеме дека го имаме мутирана форма на дадениот ген кој се наоѓа на
хромозом, но нема кај сите да се јави заболувањето. Иако сите го имаат генот, значи пенетрабилноста е променлива и не е 100%. Значи не е 100%. Така, значи не се јавува ако го имаш генот. Исто така, експресивноста е различна, бидејќи секогаш се јавува ако се јави, се јавува во различна возраст и со различна клиничка слика, односно различен интензитет на клиничка слика. Да речеме кај оваа индивидуа ќе се јави на 20 години, додека кај оваа индивидуа ќе се јави на 40 години. И сега е интересно е забележано е дека секогаш кога се пренесува на наредната генерација, да речеме оваа индивидуа С ќе се јави заболувањето на 60-та година. И сега да речеме дека ќе заврати потполно мозокот до 80-та, но не е важно. Таа веќе индивидуа направила деца, да речеме најверојатно. И сега тие деца ќе се јави заболувањето од 40-та година. Нивните деца ќе се јави заболувањето од 20-та година. И за тек на време ќе стигне толку рано што, да речеме, генерацијата пред тоа нема ни да има време да се размножи со цел и да не се пренесе тој ген. Но сепак не мора ни да се пренесе, може спонтано да се појави. Значи во овој случај немаме 100% пенетрабилност, повторно, бидејќи не се јавува секогаш, иако вдека го направи 100% погрешка. Значи не се јавува кај сите индивиди кои го имаат генот и променлива експресибилност, бидејќи се јавува во различна возраст и има различна клиничка слика, да речеме дека може да има интензивна клиничка слика, тука има многу мала и тука може да повторно има тешка клиничка слика. Друг случај што ќе го разгледаме е всушност cleft lip, што всушност е расцепена уста. И сега и ова заболување всушност нема 100% пенетрабилност и тоа е убаво забележано например кај еднојајчени близнаци, се добиваат два близнака, каде што кај едниот близнак, сега нема да давам слики, зашто не се убави сликите, да речеме ова е долната устна и ова е горната устна, која што тука е носот, која што е расцепена. И сега например кај другиот близнак немаме таков случај, има нормална уста. Така, иако двете индивидуи, бидејќи се еднојајчени, го содржат истиот ген. Значи го содржат двете индивидуи генот. И сега, освен што има променлива пенетрабилност, бидејќи не се појавува секогаш, ако се појави, може пак повторно да има различни случаи каде што може да има голем расцеп на устата, така да речеме ова е устата, тука е носот, голем расцеп на устата или пак мал расцеп на устата. Така. Значи има променлива експресибилност. И трет пример кој ќе го разгледаме е полидактилија. Полидактилија, ќе го запишеме полидактилија, што всушност представува повеќе прсти, така дали на раце, дали на нозе. И сега исто и за ова, да се повторуваме, може да го содржи генот, не мора да значи дека ќе се јави кај сите индивидуи. И експресибилноста е различна. Значи експресибилноста исто е различна, бидејќи кај некој индивиду може да се јави еден прст повеќе, кај некој индивиду може да се јават два прста повеќе, тој прст да биде редументиран или да биде целосен прст кој може и да го користи индивидуата, зашто најчесто не може да го користи тој прст, но некогаш може да биде целосно нормален прст. Сега важно е само да напоменеме, инаку нема да се задржиме на овие фактори, како што го имаме генот, да речеме имаме некој ген кој има одредена пенетрабилност и експресибилност, таа пенетрабилност и експресибилност, освен што се зависи од самиот ген, зависи од многу надворешни влијани, односно модифицирачки гени, да речеме тука имаме друг ген, кој е модифицирачки ген, кој влијае врз тој ген, или пак имаме епистатичен ген кој функционира дали преку неговиот протеин, да речеме тука имаме друг ген, кој тој ген може да прави протеин, така прави протеин, кој тој протеин па влијае на овој ген и ја менува неговата пенетрабилност и експресибилност. Значи има многу начини на кои може да се влијае врз пенетрабилност и експресивноста на таен ген со различни модифицирачки инхибитори или супресорни гени. И како што може да видите, тоа е многу комплексна тематика. Значи овдека да, имаме еден ген разгледуваме, што не е вака едноставно како коцкички,
Тоа се сложени нуклеотидни секвенции кои се под многу регулаторни контроли. Но да речеме оваа има одредена пенетрабилност и одредена експресивност и таа може да биде контролирана од други гени. Да речеме овдека имаме ген кој контролира, тука имаме некој ген кој контролира со својот протеин и така натаму. Добро, значи тоа беше се за ова видео. Се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното